Домот за стари лица Зафир Сајто континуирано ги подобрува условите за поквалитетен престој на корисниците. Тоа го покажа и последната реконструкција на 17 од вкупно 80 соби во установата, во кои целосно беа заменети водоводната, канализацијската и електричната мрежа, санирани се ѕидовите, заменети вратите. Реконструкцијата траеше 3 месеци, а инвестицијата изнесува 3 милиони денари. И овој пат ова инвестиција беше согласно нашиот финансов план, согласно оние средства што ние како установа ги остваруваме како профит. Јас искрено во оваа прилика би апелирал доколку надлежните институции и министерството и општината доколку се во можност, затоа што ковид ситуацијата како таква си го зема данокот и во оваа институција, ние имавме намалена бројка на корисници. Ќе се обидеме во наредниот период да побараме средства на некој начин од државата за да можеме да продолжиме со ова континуирано подобрување на условите и секако сето она што ќе остане како профит од работењето на самата установа ќе продолжиме да го вложуваме во самата установа, затоа што установата е дефинитивно од многу важно значење не само за Куманово, туку и за целиот регион. Поради пандемијата последниве 2 години, домот за стари лица работеше со рестриктивен број на слободни места, односно се оставаше простор поради евентуална потреба од соби за изолација. Од вкупниот сместувачки капацитет кој изнесува 180, во моментов услугите ги користат 140 лица. Надлежните се надеваат дека ковид состојбата наредните месеци ќе се подобри, пошто ќе настојуваат бројката на корисниците да ја зголемат барем на 170. Фокусот е на некој начин да ги почитуваме мерките и да на некој начин одржуваме некоја дисциплина во однос на тоа да ги заштитиме корисниците. До сега, како што знае јавноста, во Куманово во последниве години имавме 2 пати влез на ковид. За среќа тоа се заврши без некоја поголема штета и последици по домот. Се надеваме дека и овој сега последен бран на Омикрон дека ќе заврши без последици по нашата установа, почитувајќи ги доследно оние протоколи кои што се предвидени. Согласно програмата, како што напоменав, оваа година ќе биде предизвик за домот за стари лица. Ние дефинитивно, како што реков, повторно, доколку има можност, ќе продолжиме со помали или поголеми реконструкции. Тоа повторно ќе го покажат пресметките, меѓутоа како што сте запознаени, имаме сега некои нови решенија, неработна недела, каде што тук имаме дополнително финансиски издатоци, имаме, веројатно можеби ќе биде и минимална плата, покачување на минималната плата. Сето тоа се некои финансиски издатоци кои што допрва на некој начин ќе даваат некоја појасна слика каде и во која насока ќе се движиме. Се планира, проектите веќе се подготвени. Реконструкција на дополнителни 40 до 50 соби во установата, но се ќе зависи од финансиската можност на домот за стари лица или евентуално финансиска поддршка од државата или пак странски донатори.